напишани протоколи. Доколку криците за помош беа слушнати, а реакциите навремени. И доколку сите претходни пријави против незиниот убиец од негови претходни жртви беа сватени сериозно. Каде се тие пријави? Фемицидот не е несреќа, не е трагедија што паднала од небо, тоа не се изолирани случаи, тоа е системска криза. Симптом на длабока рана во општеството што со години крвари. Коренот е јасен. Систем што ја легитимира нееднаквоста, што ја толерира тишината, што ја нормализира културата на шамар, уцена и страф. Систем со својата нереспонзивност и неодговорност ја претвори тишината во соучесник. Во последните 5 години изгубивме најмалку 20 жени како кулминација на повторени епизоди на родово базирано насилство. Во ваква средина, секоја жена што во моментов се соочува со вознемирување, насилство, закани или темнење, го носи ризикот да стане жртва на фемицид доколку институциите не постапат навремено во нејзин интерес и заштита. Бараме оставки на одговорните службени лица и покренување дисциплински постапки против полицајци, обвинители, судии и центри за социјална работа, кои не постапиле по пријавите за насилство и закани во овој и слични случаи. Бараме формирање независна истрага за институционалните пропусти во случајот. Јавното обвинителство мора да открие кој дозволил кршење на издадени мерки за заштита и зошто не биле спроведени постоечките протоколи. Државата во која живееме свесно создава совршени услови да насилниците се движат слободно и просперираат, додека ние се одселуваме, се криеме и заплашиме за нашите животи. Доста беше. Денес сме собрани да кажеме заедно ниту една повеќе. Убиството на Росица и на сите жени брутално убиени од своите сегашни или поранешни партнери можеше и мораше да биде спречено, а тие да бидат заштитени. Мојот став е дека требаше нашите пратеници, особено пратенички, да го поддржат предлогот за законот за заштита од семејно насилство, измени кои што предлагаат да сторителот носи електронска нараквица и при секој негов обид да се доближи поблиску од 100 метри до жртвата, да таа испраќа сигнал до жртвата и да сето тоа биде спречено. Денеска сме тука гневни и тажни. Но утре мора да бидеме уште посилни, поврзани, непокорни и гласни, за да не изгубиме никого уште еднаш на ваков начин. За жал, и јас сум жена што поминала низ семејно насилство. Јас знам како изгледа стравот, знам како изгледа бегството и молкот.